Велат дека никогаш не треба да се каже никогаш. Колку и да мислите дека сте во право, почекајте, размислете, за да не дојдете во ситуација по некое време да се каете. Исто како Серджо Маркионе, кога изјави дека Ферари никогаш нема да направи спортско корисно возило. Од друга страна пак, кинезите со новиот бренд Битон применија една мудрост која вели дека она што не може да се купи со пари, може да се купи со многу повеќе пари. Така тие регрутира инженери од BMW и Тесла за да го направат првото спортско интуитивно возило и тоа на електричен погон. Во Амстердам беше представена новата генерација на Мерцедес А класа. Google набавува и илјадници возила од Chrysler за да ги избруси автономните технологии. Добре дојдовте во новото издание на Автомагазин и уживајте во следните 30 минути. Спортско корисно возило од Ферари, попрво застрелајте ме. Тоа беа зборовите што Серджо Маркионе ги изрече пред 2 години. Но се тече, се менува, па и неговите убедувања. Маркионе е италијанец кој гордо ја цени 70-годишната традиција на марката, но пред се бизнисмен кој доста добро ги сваќа работите. За промената на неговиот став околу ова прашање придонесе успехот на новата кросовер гама од Масерати и Алфа Ромео, но и одличниот прием на Ламборгини Урус. Неговата потврда дека во плановите на Ферари сега постои таков модел се уште не значи дека тој навистина ќе се појави, но е чекор кон тоа. Тој не изнесе никакви дополнителни детали за него, но јасно нагласи дека ќе изгледа како Ферари и дека така и ќе се вози. Како основа одлично ќе послужи GTC 4 Lusso, кој е единствен во понудата на марката со погон на сите 4 тркала. Тука се искуствата и знаењата на инженерите од Chrysler, така што технички гледано Ферари не би имал никаков проблем да направи спортско корисно возило. Затоа би им требале барем 2 до 3 години, после што акционерите на компанијата може да се надеваат на добар профит. Имено, аналитичарите на пазарот веќе со години повторуваат дека Ферари би можел да продава по 10.000 примероци годишно од еден ваков модел. Мицубиши се пофали дека по само 4 години од лансирањето досега во Европа се продадени 100.000 примероци од Outlander Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Настапувајќи како прв плагин хибриден кросовер во светот и засега единствен во својата класа во Европа, овој модел зафаќа повеќе од 10% од продажбата на марката на стариот континент. Најдобро е примен во Велика Британија, каде се пласирани 1/3 од целокупните испораки и е најпродаван електричен или плагин хибриден модел на пазарот. Одлично котираат Холандија, Норвешка и Шведска, чии купувачи меѓу првите ги препознаа неговите напредни технологии. Покрај бензинскиот, тој поседува уште 2 погански електромотори, сместени на предната и задната оска. Иновативно поврзани и усогласени, тие му обезбедуваат погон на сите тркала, но и 60 на електрично поминати километри. Режимот на возење се прилагодува автоматски врз основа на условите на движењето на возилото. Следејќи го одличниот прием на Outlander Plug-in Hybrid Electric Vehicle во Јапонија и Европа, Mitsubishi од минатиот месец започна со неговото производство и во Соединетите Американски држави. Во пресрет на Женевскиот салон, каде ќе биде представена, FIA ја најави втората генерација на електричниот Формула E болид. Демонстрирајќи ја константната еволуција на батериските системи, тој треба да располага со двојно повеќе енергија и да има двојно повеќе автономија. Со тоа ќе нема потреба од замена на болидите среде трка како што е сега. Техничките спецификации не се објавени, но е навестено дека трките со него ќе бидат побрзи. Болидите од Формула Е шампионатот, чија 5-та сезона ќе започне на есен, се први во историјата направени според спецификации на FIA како регулаторно тело. Производството на клучните компоненти е доведено на познати имиња од светот на технологиите. Учествуваат 10 тима, а сите трки се возат во урбана средина.
После 11 години постојан раст, Rolls-Royce забележа пад на продажбата. И тоа значајно, за 16%, најмногу заради замената на генерациите на Phantom. Ова сепак беше доволно да се запалат светлата за тревога и за да нема ризик за иднината. Од британскиот производител пристигнаа вести дека се подготвува ново електрично возило. Според раководството на марката, за оваа одлука се заслужни самите купувачи. Тие постојано прашувале за еден ваков модел, посебно откако е представен новиот Phantom. За него засега ништо не е дефинирано, освен дека ќе мора да има нова или значително модификувана платформа. Rolls-Royce во 2011 година развиди концепт на електричен автомобил, но бргу го заборави. Компанијата оттогаш воопшто нема работено на полето на електрификацијата на своите возила. Google ги засилува своите активности за развој на автономните технологии. Информатичкиот гигант објави дека неговата технолошка компанија Waymo ќе надбави илјадници возила од Chrysler. Точната бројка не е специфицирана, а досега за потребите на тестирањата на два пати се испорачани вкупно 600 возила. Сите се од моделот Pacifica Hybrid, со кои тест возачите на Waymo во 25 американски градови досега имаат поминато повеќе од 6 милиони километри. Google своите автономни технологии ги развива уште од 2009 година. Откако се откажа од собствен автомобил, ги здружи силите со Lyft, кој како посредник во услугите за превоз на своите клиенти им обезбедува околу 1 милион возења дневно. Партнерството на Google со оваа компанија на најдобар можен начин ќе го забрза доаѓањето на денот кога автомобилите ќе не возат нас. Google сепак влегува сам во сделката со Chrysler, која ќе се реализира годинава и ќе настапува како конкурент на Lyft. Знам дека го сакам. Но дали го заслужувам? Да. Ви го представуваме новиот Фокус со ST Line опрема. Возењето кое е неверојатно, речиси дефинитивно го заслужувате. Black of peas came to make it hotter. We beat the fire starter, bubbling up just like lava, heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. Новиот Peugeot 308 со напредна технологија, веќе од 170 евра месечно. Човек во темнина го обликува светот пред себе. Студ претворен во топлина, горчина во сладко. Создавање нешто од ништо. Едноставна убавина, претворена во нескротлив звер. И токму во оваа спротивност лежи безпрекорниот вкус. Mercedes-Benz, the best or nothing. Кога не си веќе дете, или кога твоето дете ќе тргне по својот пат. Тоа е времето кога можеш да живееш како што сакаш. Тоа е времето кога можеш да ја слушаш твојата музика гласно. Или да експериментираш со себе. Без да се плашиш, да се изволкаш. Време е да живееш по своите правила. Новото Kia Rio. Твое време, твои правила. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг.
Форд Капри престана да се произведува пред 3 децении, но и денес е добро познат како модел кој го промени текот на историјата на спортските автомобили. Преднекот тие беа темпераментни и непрактични, скапи и ретки. Охрабрени од успехот на Мустанг во Америка, во Форд одлучија да создадат модел кој би бил негов европски еквивалент. Со буџет од само 20 милиони фунти, тимот сручњаци започна да работи на него во почетокот од 1965 година. Сега е време за автомобилската историја. Комбинацијата на одличен дизајн, докажана механика и ниска цена со богат избор на опции требаше да привлече широк круг купувачи. Беше земена платформата на англиската Кортина и на неа поставена купе каросеријата со магнетно привлечен дизајн. Представувањето на салонот во Брисел во 1969 година беше голема сензација на тогашната европска автомобилска сцена. Пред изненадената публика се најде убаво и модерно купе со складни линии и ниска силуета. Долгиот нос и краткиот заден дел му даваа брз, но елегантен изглед. Едноставно Капри беше полн погодок и стана хит уште од првиот ден. Добар дел од привлечноста му донесе разновидноста на понудата. Се произведуваше во 4 фабрики во Велика Британија, Белгија и Германија со различни мотори. За англискиот пазар тие беа превземени од Кортина со зафатнина меѓу 1,3 и 2 литри. Европските модели ги имаат тогаш познатите V4 агрегати од Таунус. На врвот на понудата беа V6 машини, најсилната од 3 литри со 138 конски сили. Погонот беше на задните тркала преку 4-степен мануелен или 3-степен автоматски менувач. Ослонувањето не беше најсовремено, но усогласено со погонската механика обезбедуваше добар комфор во возењето. Вака позициониран Капри привлече огромен број купувачи. Тие беа доста задоволни со изгледот, квалитетот и впечатокот што им го оставаше. Им се допаѓаше и на ергените и на семејните луѓе, па неговата продажба лесно надминуваше 200.000 примероци годишно. Се закати со глобален имидж кој на Форд му донесе добар профит, но и влијание на пазарот. Ги освои и Јапонија и Северна Америка, каде го продаваа дилерите на Меркјури, но без амблемот на Форд на него. Се монтираше и во Австралија и Јужна Америка, каде му вградуваа дури и 5-литарски V8 мотор. Стремејќи се да го повтори успехот на Мустанг во Америка, Форд константно го одржуваше овој модел интересен. Преживеа 3 генерации и за 18 години колку што се произведуваше стигна до бројката од скоро 1,9 милиони примероци. Остана омилен дури и откако го засенија високо успешните спортски верзии на Ескорт, бидејќи купувачите на него гледаа од поинаков агол. Продажбата сепак паѓаше и последните 2 години се нудеше само во Велика Британија, така што отиде во пензија без наследник. Гордоста на слободна Америка, Харли Дейвисон, започна со продажба на неговиот Спорт Глайд. Овој нетипичен модел за Харли е 9-ти во низата целосно нов. Со него се споени најдобрите карактеристики на Softail и Dyna моделите. Идејата беше во еден мотоцикл да се обединат спортски, туринг и градски карактеристики. Поедноставно кажано, Спорт Глайд е наменет за оние кои секојдневно мора да се пробиваат низ градските колони, а за викенд или годишен одмор сакаат да тргнат на подолги патувања. Затоа и со него може одлучно да се јуриша низ виоците, но и лефтерно да се крстосува по бескрајните асфалтни километри. Возбудата во возењето може да се насети од малата спортска маска која дава доволна заштита, но го остава чувството на ветрот. Со еден потек таа може да се симне за 30 на секунди, колку што време треба за демонтирање и на страничните куфери. Така, за само 1 минута Спорт Глайд од моќен турер станува агресивен кастам модел со спортски одлики. Технологиите кои го надминуваат очекуваното од Харли Дейвисон ја следат истата филозофија. Благодарејќи на напредната рамка и подесливото ослонување, овој моторцикл е лесно управлив и комфорен за возење. Квалитетните пневматици и моќните сопирачки со задолжителен ABS нема да дозволат ниту возач без поголемо Харли искуство да ги почувствува неговите 300 килограми.
Milwaukee 107 агрегатот од дури 1750 кубни сантиметри ги гарантира забрзувањата на мал број вртежи. На ниското седиште секој ќе најде удобна положба која ќе му овозможи возење за паметење. Харли Дейвисон се смета себе си за најголем и најпознат мотобренд во светот. Некои сигурно нема да се сложат со тоа, но не може да го игнорираат фактот дека во Америка држи околу 50% од пазарот во класата моторцикли над 600 кубни сантиметри. Наменет за помладата популација овој атрактивен модел треба уште повеќе да го зголеми тој процент. Се очекува позитивен ефект и од продажбата низ светот, за каде е планирано половина од неговите производствени капацитети. Како и се друго кој ќе е во прашање Харли Дейвисон, Sport Glide има една голема мана. Цената од $19,000. Се појави уште еден кинески електричен кросовер, како и другите, и тој има футуристички изглед и големи амбиции. Она што го разликува е што зад сосема непознато име Битон стојат мокни технолошки играчи и нивните дебели финансиски портфолија. Тоа беше доволно да привлече голем број стручњаци од Тесла и BMW кои беа ангажирани на неговиот развој. Тие заедно замислија автономно и целесно вмрежено возило со високо апострофирана вештачка интелигенција. Затоа и своето дело го класифицираат како SIV, односно Smart Intuitive Vehicle. Дека навистина е умно возило, кажуваат со можноста за препознавање на возачот, кој со него ќе командува на еден од 30 на поддржани јазици без разлика на дијалектот што го зборува. За интуитивноста ќе се грижат мокните процесори кои ќе ги предвидуваат желбите на возачот и самостојно ќе ги анализираат комплексните сообраќајни ситуации. Од поприземните технологии се среќаваат огромниот дисплеј долг 125 и висок 20 см и дигиталните ретровизори. Битон планира да започне со продажба на овој кросовер при крајот на идната година во Кина, а до 2020-та во Америка и Европа. И покрај најавената цена од $45,000 очекуваат годишно да произведуваат по 100,000 примероци од него. Во наредните 2 години ќе бидат понудени уште 2 модели со идентични планови за продажбата. Дека не е се лесно и оди како код мачкано кога еден премиум производител представува нов модел, ни покаже искуството на Мерцедес кога ја представи А-класата. Тоа беше најгрубиот и најнепријателскиот дочек на нов автомобил во историјата на автомобилизмот. Мерцедес направи потек достоен на неговата големина. Од таа ситуација излезе како победник и минатата недела гордо ја представи незината 4-та генерација. Младешки динамична како и секогаш, но порасната и комфорна како никогаш досега. Тоа е приказната за новата А-класа на Мерцедес. Германскиот производител не чекаше да дојде салонот во Женева за да покаже колку овој значаен за него модел има напредната. Пософистицираниот изглед го представува следниот чекор во дизајнерската филозофија на гамата. Агресивните линии на претходната генерација се заменети со поелегантни и естетски позрели, правејќи А-класата слична на новиот CLS. Прогресивниот дизајн на предниот дел се карактеризира со ниска хауба и рамни LED светла со хромирани елементи. Заедно со интегрираните дневни светла со облик на факел, таа и дава по-динамичен изглед. Чистите контури и сензуалните површини на силуетата имаат ефект без емоциите на посматрачот. Формата на телото истакната со поголемите лакови на тркалата помага новата А-класа да изгледа поцелосно. Свој придонес во тоа има и дизајнот на задниот дел кој делува мускулесто, но смирено. Сепак, дури преселбата во внатрешноста ќе открие колку е голем трудот што Мерцедес го вложи во развојот на овој модел. Кабината располага со современ, дури и авангарден изглед. Дизајнерски едноставниот, но безпрекорно организиран преден панел во форма на крило широко се протега од крај до крај. Дводелната дигитална инструмент табла отвора поглед кон еден нов свет.
Амбиенталното осветлување со 64 достапни бои лесно може да го одземе здивот. Контролите за најчесто користените функции се групирани на управувачот, а останатите се командуваат со глас. Благодарејќи на вештачката интелигенција, иновативниот инфозабавен систем има способност за учење. Комфорот е подобрен, уште и со поквалитетните материјали и се отфатниот избор на опрема, додека просторноста е за нијанса поголема. Продолжена е за 12 см. Новата А класа сега е најаеродинамичен модел во својот сегмент со коефициент на отпор на воздухот од 0,25. Гамата мотори, во која на почетокот ќе се најдат само 2 бензинци и 1 дизел, подоцна ќе биде проширена се до спортската AMG варијанта со околу 400 коњи. Помалиот бензинец со зафатнина од 1,3 литри, но со дури 163 конски сили е нов развиен и во соработка со францускиот партнер Рено. Поголемиот бензинец е 2-литарски со 224 коњи, а дизелот 1,5 литарски со 116 конски сили. За да истакне колку се економични, Мерцедес стандардно ја опремува новата А класа со резервоар од 43 литри, додека поголемиот од 51 литар е опционален. Продажбата ќе стартува во текот на наредниот месец, а цените засега не се објавени. Светот на транспортните возила представува приказка за себе. Во него Сканија одлично се снаоѓа, представувајќи име кое влева стравопочит кај конкурентите и задоволство кај муштериите. За прв пат во својата историја Сканија представува 2 модели чија намена е стрикно за дотурна роба во урбаните средини. Тоа се вредните работници од новите серии L и P. Од 10 години развој и 2 милиарди евра инвестиции произлезе уште една тура новитети од Сканија. Посебно значење има L серијата со која шведскиот гигант навлегува во сосема нови пазарни подречја. За разлика од сите досегашни кои беа големи, овие камиони се наменети за дистрибуција и превоз во градски средини со густ сообраќај. Прегледноста обезбедена со големите стаклени површини дополнително е подобрена со прозорчето на долниот дел од совозачката врата. Во внатрешноста покрај возачот има место за уште тројца, а пред моторниот тунел е направен посебен премин кој го олеснува движењето внатре во кабината. За полесно влегување автоматскиот систем го спушта ослонувањето најблиску што може до коловозот. Нискиот влез сепак не ги нарушува возните својства, бидејќи клиренсот изнесува 24 см. Новата L серија на располагање ќе биде со по 3 верзии на кабината и моторот, како и во варијанти со погон на природен газ. Нешто поголемата P серија беше основа и на решението што ќе го поздрават бројни специјализирани служби кои на теренот патуваат со повеќе члена екипа. Специјално за нив е создадена нова двојна кабина. Вториот внатрешен простор, наменет за посадата, по потреба може да биде опремен со одвоени системи за грејење, вентилација и климатизација. Седиштата може да бидат засебни или во облик на едноставна клупа, со различни конфигурации на сигурносните појаси. Оваа кабина на Сканија може да биде опремена со 6 воздушни перници. За разлика од другите производители, Mazda секоја година го менува и освежува изгледот на своите производи. Таков е случајот и со Mazda CX-5 спортско корисно возило, кое е едно од најпопуларните во својата класа. За оваа година промената е во предниот дел, односно на маската на ладилникот и фаровите. Фаровите сега изгледаат далеку поатрактивно, имаат изглед на лазерски фрлач на светло. Другите промени не се толку темелни. Останува истиот погонски склоп со 2,2 литрен мотор од 150 конски сили и автоматски менувач. За разлика од предницата на надворешниот изглед, во внатрешноста не се променети многу работите. Mazda од секогаш имала силена дута, тоа било ергономијата и внатрешното уредување, барем во последните 5-6 години. На големите површини се забележува квалитетна пластика, која исто и
сака да делува како кожа која има своји штепови, но тоа е само пластика. Богатата опременост на ова издание на Mazda CX-5 се огледува не само во автоматскиот менувач, head-up дисплејот, како и големиот монитор кој е на врвот на централната конзола, но за жал тој не е осетлив на допир. Инаку од луксузите ги имаме и грејењето на седиштата, електрична рачна сопирачка, грејење на воланот, што е многу битно за ладните зимски месеци кои престојуваат. Како што реков, механиката не е гибната. Под хаубата имаме 2,2 литрен мотор од 150 конски сили, но имаме и автоматски менувач. Веднаш на прв поглед не ми се допаѓа затоа што зад управувачот немаме прекинувачи со кои може да ги менуваме преносите, но сепак старата концепција се гледа дека можете на самата палка да ги менувате брзините. Па, да видиме каков е овој склоп на мотор и менувач впрегнат со пренос на сите 4 тркала, како се однесува на пат и вон асфалтиран пат. Mazda со CX-5 направи мини револуција во рамките на компанијата, бидејќи овој модел е еден од најпродаваните, но и најпосакуваните модели на марката. Но Mazda секогаш имала своje видување на работите, така и се случува со CX-5. Ова спортско корисно возило е стопмено да служи во градски услови на возење, но исто така не е проблем да се експлоатира вон асфалтирани патишта, кој што се случува сега. Инаку, овој модел има погон на сите 4 тркала и автоматски менувач кој одлично се снаоѓа во корелација со моторот. Овој мотор не е ништо ново, не е ниту многу агилен, ниту е многу економичен. На изминати 1050 на километри, колку што имав можност да го возам овој модел, добив просечна потрошувачка од 8,6 литри, кои не се ниту за фалење, но далеку од тоа и дека се за тешка критика. Погонот на сите тркала добро се однесува, но дозволува да имате чувство како да возите модел со погон на задната оска, бидејќи при форсирање, особено во свиоци, може да се почувствува задниот дел како да запливува, но тоа не е ништо страшно, бидејќи електрониката секогаш е тука да ги надгледува опасните ситуации, но и возачот може многу лесно да го исконтролира возилото во такви ситуации. Инаку, овој модел е опремен и со радарски темпомат, кој ви овозможува големо удобство и уживање при возење на автопат. Кога ќе зададете брзината, возилото ја одржува, но доколку има поспор објект на патот, самото возило сопира, ја регулира брзината, а кога ќе се тргне поспорото возило од патот, тогаш се враќа саканата брзина на сцена и повторно имате едно возење кое ви дава големо удобство. Со политиката на освежување на моделите на секоја година, Mazda промовираше и политика на поскапување на моделите секоја година. Кога на пазарот се појави CX-5, тој беше во ценовна политика не поголема од 32-3.000 евра со приближна опрема. Но сега, со вметнувањето на сите
оние новитети и освежувања кои ги нуди Mazda, овој модел денеска чини 44.000 евра. Со овој потег и со зголемувањето не само на квалитетот, туку и на убавината на дизајнот и ергономијата, Mazda се промовира во еден сосема поинаков бренд. Бренд кој ја задржува јапонската прецизност на изработка, квалитетот и долготрајноста на моделите заедно со еден посакуван и многу прифатлив дизајн. Па затоа Mazda со право пропагира дека не е веќе мејнстрим бренд, туку е бренд кој припаѓа на субпремиум сегментот. Тоа го увидуваме со секој изминат километар со Mazda CX-5. Што се однесува до возењето на Mazda CX-5, веднаш се забележува дека амортизацијата е многу потврда. Можете да го осетите секое дупче и вибрацијата се пренесува во внатрешноста на кабината. Но затоа пак одговорот на управувачот на командите е многу подиректен и многу попрецизен. Токму и тоа ми се допаѓа кај Mazda, бидејќи подобрувањата кои се прават секоја година понекогаш се далеку од очите на корисниците, но сепак со експлоатација на моделите се чувствува дека е направено многу. Сега Mazda стана марка која има и возни својства кои може да ги задоволат и најпробирливите возачи. Па и не е толку чудно што прекарот Mazda е јапонска Alfa Romeo. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. До гледање за 7 дена на истото место и на истата фреквенција.